председателе, амандманот го поднесовме со цел да се обезбедат 12 милиони денари за набавка на специјален пловен објект за превенција и интервенирање при итни ситуации во медицинска, противпожарна, спасувачка цел по Охридското крајбрежје. Проектот предвидува пловното возило да се користи за интервенции на вода и крајбрежниот појас во случај на елементарни непогоди, природни или други катастрофи, како и донесување на план за безбедна туристичка дестинација и управување со итни случаи на Охридското езеро и крајбрежните области. Пловниот објект ќе биде опремен со противпожарна опрема, пумпи за вода, опрема за давање на итна медицинска помош, опрема за спасувачки екипи на вода и на копно и друга потребна опрема. Претендентите од владеачкото мнозинство СДСМ-ДУИ не го прифатија овој амандман. Нема пари за пловилото, но има за нови вработувања, за набавка на мебел, за набавка на нови возила, за тендери, за провизии. Но нема пари за болници, за патишта и многу други клучни проекти кои што се важни за граѓаните. Поднесовме голем број суштински амандмани кои се произлезени од потребите и барањата на граѓаните со цел да се намалат штетите кои ни престојат во делот на здравството, економијата, енергетиката, но за жал скоро сите амандмани беа одбиени. Значи апелираме да се обезбеди вакво пловило кое е неопходно, особено кога во летната сезона сообраќајот е оптеретен, екипите на идната медицинска помош имаат зголемена фреквенција на работа и се чувствува недостаток од персонал во службата, кај нас на крајбрежјево невозможно е да се стигне навремено и да се интервенира во даден момент. Светските стандарди се за 12, најмногу до 15 минути за да се стигне до пациентот. За жал, кај нас вредноста на еден живот се поистоветува со вредноста на едно возило, на еден глисер или на еден хеликоптер. Во Охрид најпотребно е барем во лето да се создадат услови за вклучување на брз пловен објект во првата помош. Потребата од мобилни екипи кои ќе може да интервенираат за брзо време и на најдалечното место од Охридското езеро е очигледна. Сведоци сме на чести несреќи, дали се од здравствен аспект или елементарна непогода и конечно треба да извлечеме поука и да ги сменеме тие недостатоци. Пред неколку години се сеќавам кога се случи еден несреќен случај, кога животот го загуби еден параглайдерист и најчесто случаите кои завршуваат несреќно се припишуваат само на бавната интервенција. Еден период се актуализира прашањето за мобилни спасувачки екипи со цел да се надминат ваквите недостатоци кои добро функционираа во минатото. Со еден брод амбуланта, значително брз и опремен за давање прва помош при најразлични повреди. Но со менувањето на концептот на здравствената заштита тоа функционирање беше прекинато. Уште колку несреќи треба да се случат и колку животи треба да згаснат за владата да го промени мислењето. Сметам дека тоа добро треба да се размисли. Уште еднаш апелирам за обезбедување на пловилото и избегување на последиците доколку не се делува брзо. Доколку го прифатевте амандманот, интервенциите ќе можеа да се спроведуваат во бродот амбуланта, ќе превенираа и заштитеа повредени или колабирани пациенти кои ќе бидат третирани соодветно и најбрзо што може да се пренесат, најчесто во амбулантните возила на брзата помош на градското пристаниште на Охрид. Со зголемувањето на безбедноста на плажите се зголемува и имиџот на плажата, а со зголемувањето на безбедноста во Охридското езеро и на крајбрежјето се зголемува заштитата и спасувањето на животи. Таквата потреба има за места како што е и населбата Канео. Ние во Охрид имаме голем број на пловни објекти кои се движат низ езерото. Има потреба да се набави едно такво пловно средство
опремено со одредени пумпи за гасење и во Канео и во подножјето на планините, каде ние не можеме од копно да излеземе и да интервенираме, а водата ни е тука. Набавката на специјализирани пловни објекти за безбедност и за спасување на Охридското езеро со години се наметнува како потреба, дотолку повеќе што неколку лета е надвор од функција бродот амбуланта што го обслужуваше Црвениот крст на времето. Летово на луѓето со здравствени проблеми на плажите долж Охридското крајбрежје помош ќе им се упречува само со возилата на итната медицинска помош по копнен пат. Охрид може да се справи со пожари, уверуваат институциите кои се одговорни за оваа работа, но предупредуваат дека на градот му недостасува специјален пловен објект и опрема за гаснење на пожари од вода, со што ќе може да се реагира доколку дојде до пожар на некој пловен објект или пак на пожар во стариот дел на градот, како например населбата Канео. Здравието и животите на граѓаните и градот Охрид за мене како секогаш се на прво место. Затоа мораме да се бориме со сите средства кои ни стојат на располагање. Од тука ги повикувам пратениците од владеачкото мнозинство да ги поддржат нашите амандмани и да покажат дека искрено работат и се грижат за потребите на граѓаните. Во спротивно, по кој знае кој пат ќе докажат дека воопшто не ги интересираат потребите на граѓаните, туку само нивните теснопартиски интереси и бизниси. Благодарам.